Значи, колку експерти за вакцини имаме во државава, алалдан е. Стварно не ми е јасно како не измисливме ние први вакцина за COVID-19. Први во светот, прва држава. Шала на страна, по социјалните медиуми се вртат секакви можни информации од секакви извори. Теории на заговор 100. Што ќе имало, што ќе немало во вакцината, ќе не чипираат ли, нема ли да не чипираат, ќе не прати ли Бил Гейтс, ќе не следи ли или не. Или сега најново, какви несакални ефекти може да има од оваа вакцина. Мене не ми е јасно како може кој стигне, стручен, нестручен, да зборува на вакви сериозни теми и да дели совети или да раскажува информации. Значи, јас можам до утре сабајле да зборувам за социјални теми, за дискриминација, за ајде да пробаме да воведеме некој нов закон во државата или ајде да ургираме да се превземе нешто за загаденоста на воздухот. Ама кога се збори за вакви некои екзактни науки и теми, сериозни теми, не можам јас сега, кога не сум стручна за тоа, да кажувам каква ќе биде вакцината или што ќе има или што уствари ќе се случува со вакцината. Мислам дека во секое општество нели има различни професии. Имаме доктори кои што се грижат за здравјето, имаме правници, суди кои што се грижат за правдата, имаме архитекти кои што нели градат и прават, имаме социјални работници кои што се грижат за таа област од општеството и секој дава свој допринос. Така што ако не сме стручни, како можам јас да ви кажам што ќе има во вакцината? Исто како што новинарот од тоа вирално видео кое што помина низ социјалните медиуми пред некој ден, исто така и тој не може да кажува за вакцината, да зборува за вакцината кога учел новинарство, не учел медицина. Медицината е една од најтешките науки за која што треба години да се изучи, да се специјализира, да се докторира, за да можеш да зборуваш на оваа тема. И нема сега јас шо со докторите или со тие виролози кои што ја прават таа вакцина да се расправам. Исто како што кога ќе ангажирам архитект да ми гради куќа, нема додам ја да се расправам со архитектот да му викам не, во мојава куќа столбови јас не сакам да има. Мојав покрив треба да биде летечки и немој цигли да користиш, туку од гумени бомбончиња мојава куќа ќе ја направиш. Значи, има ли поента? Нема. Али ајде, кога веќе се зборува за несакани действија на вакцина или на лекови, сега ќе ви прочитам несакани действија од еден обичен кафетин менструал, кој што го пиеме ние жените на месечна основа и многу од нас не може да преживее без него. Значи, кафетинче, како бомбончиња некои луѓе го пијат. Ајде да видиме што може да се јави од кафетинот. Значи вика, може да се појават знаци на крварење од желудочно-цревниот систем, повраќање крв или темни честички кои личат на кафе, тешкоти при дишењето или свирање при дишењето, отекување на лицето, јазикот или на грлото, зашеметеност, срцебиење, пад на крвниот притисок, тешки форми на кожни реакции, со чешање, исип на кожата со црвенило, лупење, одвојување на кожата со појава на меури. Например, Стивенс-Џонсов синдром. Знаци на проблеми со бубрезите, како што се излачување помалку или повеќе урина, заматување на урината или крв во урината, болки во грбот или отекување, знаци на асептичен менингитис,
совкочаност на вратот, главоболка, мачнина, повраќање, треска или со дезориентација. Нарушување на крвта што резултираат со необјасневи или невообичаени модринки или со крвавење, треска, болки во грлото, чиреви во устата, симптоми слични на грип или со слична исцрпеност. Пад на крвниот притисок, чиреви на желудникот или на цревата. Понекогаш со крвавење и со перфорација. Проблеми со црниот дроб. Влошување на колитисот или на кроновата болест. Обичен кафетин. Ако од обичен кафетин може да се добие се во ова, тогаш како можеме да очекуваме дека вакцина за вирус кој што предизвика глобална пандемија ќе биде совршена и нема да има никаков side effect? Мене тоа ми нема логика, ама ќе оставам да кажат докторите и стручњаците на темава. Оно што јас го знам е дека сигурно нема да прекинам да го пијам кафетинов, кога ме боли стомак секој месец.